Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во новата епизода на Независна зона. За состојбата со дискриминацијата во земјата и за работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, вечерва разговараме со Игор Јадровски, поранешен член на Комисијата со долгогодишно искуство во областа на работничките права. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Господин Јадровски, во годишниот извештај на Комисијата од минатата година имате работено на околу 500 предмети, па што овие предмети покажаа за состојбата со дискриминацијата во земјата? Бројката од годишниот извештај само по себе може да се анализира из неколку призми. Таа представува еден континуитет на зголемување на бројот на случаи од година во година, значи секоја година имаме се повеќе и повеќе случаи кои што се пријавуваат пред Комисијата како специјализирано тело за еднаквост. Од друга страна покажува дека дискриминацијата како еден негативен општествен феномен што има и е присутна во сите општествени сфери на живење. Не доволно правиме како држава за да се справиме со истото, значи за да ја спречиме, а подоцна да обезбедиме и заштита, затоа што имаме цело време зголемен број на случаи. Од друга страна може да биде позитивна работа, затоа што може да покажува дека граѓаните почесто и подобро ја препознаваат дискриминацијата и повеќе се охрабруваат да побараат заштита од истата. Од друга страна може би и значи дека Комисијата за спречување и заштита од дискриминација како тело за еднаквост се уште ужива некаква доверба кај граѓаните затоа што толку голем број бараат заштита од Комисијата. Резултатите од истражувањето Барометар за еднакви можности 2023 покажа дека секој трет граѓанин се соочи со дискриминација, што значи дека ова бројка е многу поголема од представките од минатата година кои што ги добила Комисијата, па што ова покажува? Дали граѓаните немаат доверба доволно во институциите, па не ги пријавуваат случаите? Истражувањето Барометар за еднакви можности ја покажува перцепцијата за граѓаните, зашто не мора персе да значи дека биле дискриминирани тие граѓани, него имаат представи, доживување, лична перцепција дека биле дискриминирани, што исто така не намалува важноста на прашањето или суштината на прашањето. Мислам дека не е за очекување дека секој кој што ќе доживее одредена повреда на права ќе ја пријави или ќе побара заштита од истата, и тоа е неколку причини. Првото е ошто вие го спомнавте, знаеме каде живееме и каков е контекстот, граѓаните немаат баш голема доверба во институциите на системот, и тука не зборам сега индивидуално за одредена институција како што е Комисијата, него мислам на целиот државен апаратус. Постапките знаат да бидат гломазни, знаат да бидат спори, тешки, дел од постапките знаат да бидат и на финансиски товар на граѓаните, и не секогаш да имаат стручен, независен и навремен епилог. И нормално е граѓаните да бидат во една таква цела ситуација демотивирани да пријавуваат. Тоа е една работа. Друга работа е нешто кое што сметам дека го имаме на проблем на свест, образование и култура. Доста голем број од граѓаните, и при тоа мислам можеби на најранливите категории на граѓани, имаат прифатено дека дискриминацијата е дел од секојдневието и ја нормализираат, што само толку повеќе нагласува потребата за превенција од дискриминација, на превентивна улога на Комисијата, меѓутоа и на другите државни институции, каде што ќе се подигне свеста за тоа колку е битно да се спречи дискриминацијата, а подоцна доколку дојде до истата да се заштити. Од тука мислам дека не е зачудувачки што сите овие граѓани кои што по перцепција сметаат дека биле дискриминирани, пријавиле дискриминацијата, кај дел од нив верувам дека можеби нема ни доволно знаење кои се заштитните механизми, каде треба да се пријави, што исто така повторно кажува дека треба да се работи на информирање на граѓаните и подигање на свеста. Како, на кој начин, преку кои механизми да се информираат повеќе и кои институции да бидат вклучени? Кај нас системот на заштита од дискриминација или превенција од дискриминација ја препознава Комисијата за спречување и заштита од дискриминација како централно тело за еднаквост, кое што работи на ниво на цела држава, и една од клучните улоги на Комисијата е таа превентивна функција. Превентивната функција звучи и е прилично широка функција на Комисијата. Во рамките на оваа функција таа треба да обезбеди низ за најразлични превентивни активности, каде што би спаднале овие информативни активности, подигање на свест, работа за разбивање на стереотипи, предрасуди и слично. И тука доаѓаме до првиот проблем, прилично рестриктивниот буџет на Комисијата. Комисијата, иако
е независно тело за еднаквост, не е управен орган, е буџетирана како управен орган. Што значи ова? Ова значи дека комисијата добива буџет како сите останати, распределен буџет како сите останати државни институции, односно органи на управата, и нема програмски буџет. Тоа значи дека во 5 години, па еве и 6 сега, со новиот буџет од постојањето на комисијата, таа нема пари да направи некакви превентивни активности. И супер е што и се дадени таквите законски овластувања во законот, меѓутоа ако немате финансиски средства, едноставно не можете да направите никакви превентивни активности и сите, да кажем, информативни активности, кампањи и слично ќе ви зависат или од донаторски средства, не можете да обезбедите континуитет, не можете на ниво на стратешко планирање да ги планирате тие. Под тука комисијата доста каска со оваа улога. Меѓутоа не е само комисијата. Законот за спречување заштита од дискриминација дава една хоризонтална обврска на сите институции во системот да преземаат обврски за промовирање на принципот на еднаквост и за превенција од дискриминација. Не конкретизира што значи тоа, намерно за да се даде малце поголема ширина секоја институција да го најде начинот како ќе го прави тоа. За жал институциите тоа не го прават или не го прават доволно, да кажеме. И мислам дека тука се двете најголеми пречки зошто граѓаните недоволно, да кажеме, се запознаани со заштитните механизми или можеби недоволно се уште препознаваат што е тоа дискриминација. Така. Според извештајот на комисијата, повеќе од половина од представките се однесуваат на работните односи. Зошто токму работното место станува местото каде граѓаните се чувствуваат најдискриминирани? Да, скоро секоја година, ако не и секоја, од воспоставувањето на комисијата до сега, најголемиот број представки доаѓаат од областа на работата и работните односи. Мислам дека прво најочигледниот факт, сите луѓе кои се вработени пола од своето време дека се будни поминуваат на работа и многу е очекувано ради волуменот на време поминат на работа да се случуваат таму одредени прекршувања. Меѓутоа исто така мислам дека кога ќе се случи некакво прекршување на работно место и поврзано со работа, најдиректно не погаѓаат негативните последици, затоа што многу често се поврзани со заработувачка, со напредување, со кариерно градење и слично, значи работи кои што директно не погаѓаат. Од една страна, од друга страна, најголемиот број на случаи кои што се однесуваат на дискриминација во работа и работни односи се од јавниот сектор. И лицата кои што се вработени во јавен сектор, мислам дека имаат далеку се похрабрени од лицата кои што се вработени во приватен сектор да пријават дискриминација од неколку причини. Прво затоа што државните органи или да кажеме органите на управата, државните институции, правните лица кои што вршат јавни властувања се малце поголеми работодавачи, значи не сте вие секојдневно во контакт можеби со вашиот работодавач. Од една страна, од друга страна има повеќе сейфгарди, заштитни механизми за вие да бидете избркани од работа. И нормално е некој кој што е пријавен во работи во министерство кој што има 2000 вработени, да ме полесно да пријави дискриминација отколку да кажеме вработен во локална малска продавничка каде што надредениот е и собственик на бизнисот и слично и во секојдневен контакт. Од тому мислам дека токму затоа имаме најголем број во случаи на дискриминација во изминатите 5 години во областа на работата и работните односи. Какви форми на дискриминација се најчести? Па варираат. Ако зборуваме стрикно за форми од законот, најчесто доаѓа како директна дискриминација, која што е директно и несомнено насочена кон одредено лице заради одредена заштитна карактеристика, доаѓаат во форма или на повеќе кратна или на интерсекцијска дискриминација. Меѓутоа, мислам дека ме прашувате кој вид на повреди се случуваат. Најчесто доаѓа или како оневозможување или отежнување на унапредување. Некогаш резултира со отказ, некогаш резултира со дисциплинско санкционирање на работникот заради негова заштитна карактеристика. Некогаш може да биде вознемирување врз основа на некоја заштитна карактеристика, значи нешто многу слично на мобинг. И најчесто овие се формите кои што граѓаните ги пријавуваат во комисијата. По кој основ најчесто? Неколку основи се повторуваат. Политичката припадност е најчест основ, да кажеме, особено за овие кои што се во јавниот сектор. Да, доста често имаме врз основа на полирод и ова е баш специфично за бремените работнички кои што
не добиваат продолжување на договорите на определено време веднаш откако ќе кажат дека се бремени. Има нешто и во соснова на етничка припадност, меѓутоа би рекол политичко верување и пол и род се најчестите основи. Образованието исто така понекогаш се појавува, меѓутоа не толку често. Ги споменавте бремените жени дека не им се продолжуваат договорите на определено време баш поради причината дека се бремени. Колку е тешко во вакви случаи да се докаже дека вистинската причина е бременоста и бидејќи причините кои што ги наведува работодавачот може да бидат дека те истекува договорот и не сака да го продолжат. Да, тоа не само што е легитимна причина, туку и законот ја предвидува дека кога ќе се истече договорот на определено време, не дава никаква обврска на работодавачот да го продолжи договорот. Меѓутоа законите не се толкуваат и не се земаат предвид индивидуално, туку се земаат во корелација еден со друг. И јас многу често сакам да кажам за ваквиот тип на случаи дека не треба слепо водење од законот за работни односи кој патем има антидискриминацијска клаузула која што вели дека се забранува секој вид на дискриминација и ги наведува основите, не се баш истите основи како од законот за спречување и заштита од дискриминација, меѓутоа ја транспонира таа генерална идеја дека не може работниците и тие на неопределено и тие на определено да бидат дискриминирани заради било која причина. Што се случува кај бремените работнички? Ќе пробам да симплифицирам. Доколку одредена бремена работничка е вработена во одредена фирма на определено работно време, по завршувањето на договорот, работодавачот одлучи да не го продолжи договорот, затоа што нема потреба веќе од тоа работно место, нема потреба веќе од таков вид на работник и слично. Тука не можеме да зборуваме за дискриминација затоа што ете законот дал таква можност да не се продолжи договорот, односно да постојат договори на определено работно време после кој работодавачот нема врска. Иако многу почесто се случува вториот момент каде што нема да биде продолжен договорот на таквата работничка и во постапката ќе се утврди дека работодавачот не само што има употреба од тоа работно место, туку вработил на нејзино место друга работничка која што по работно искуство, профилно образование, работно место, работни задачи и слично, буквално одговара на профилот на бремената работничка. Единствената разлика е што новопримината не е бремена. Сега во таков случај имаме прекршување на таа антидискриминацијска клаузула од законот за работни односи и прекршување на законот за спречување и заштита од дискриминација. Ме прашате колку е тешко да се докаже. Она што е добро во законот за спречување и заштита од дискриминација и оди многу во прилог на потенцијалните жртви од дискриминација, што при пријавувањето на дискриминацијата вие не треба да докажете дека сте биле дискриминирани. Товарот на докажување во постапките за заштита од дискриминација преоѓа на страната на потенцијалниот дискриминатор кога вие ќе направите веројатно дека сте биле дискриминирани. Што значува упростено во пракса, доколку вие дадете најмал сомнеш за дискриминација или најмала претпоставка за дискриминација, потоа преминува товарот на докажување на работодавачот да докаже дека не е дискриминирал. Или во конкретниот случај, ако сте вие бремена работничка на која што не е бил продолжен договорот заради бременоста, можете со наведување на фактите дека работодавачот ви известил дека нема да го продолжи договорот кога сте му кажали дека сте бремена, не ви го продолжил договорот и веднаш потоа вработил нова работничка на истото ваше работно место која што ги има истите работни вештини, способности, искуство како вас, е сосема доволно да направите веројатно дека сте дискриминирани. Подоцна на работодавачот, па ја товарот да докаже дека не е дискриминиран. Дали работодавачите од приватниот сектор ги прифаќаат препораките од комисијата кога ќе се утврди дискриминација? Оно што е позитивен податок од последниот извештај на комисијата е дека имаме намалување на дискриминацијата во приватен сектор. Може да се толкува тоа дека работодавачите во приватен сектор, да кажеме, можеби превентивно сме делувале, можеби и мислењата кои што сме ги донеле влијаеле на тоа да нема дискриминација и затоа што во приватниот сектор многу е поважен, не знам зошто би требало да биде така, меѓутоа е поважен имиџот на компанијата и зачувањето на тој добар имидж на компанијата, па можеби од тука имаме мало намалување на дискриминацијата во приватниот сектор. Дали ги прифаќаат препораките? Делумно, и ова не е само случај во приватниот сектор, туку е генерално. Имате дел од дискриминаторите кои што ќе прифатат препораката,
кои што суштински ќе имплементираат препораката и ќе отстранат дискриминацијата, има дел од утврдените дискриминатори кои што ќе се обидат да ја прифатат препораката, меѓутоа ќе пробаат креативно да ја заобиколат, и има дел кои што не ги прифаќаат препораките. Сега за сега, или доека бев јас член, да кажеме, до пред некои 2-3 месеци во комисијата, имаме прилично задоволително ниво на прифаќање на препораките, за мене изненадувачки високо. Меѓутоа не можеме да кажеме дали само од јавниот или приватниот сектор прифаќаат препораки, затоа што секаде исто. Добар дел ќе ги прифатат, меѓутоа има и дел што не ги прифаќаат или како што кажав ќе пробаат некако креативно да заобиколат препораката, кажувајќи дека исполниле. Така, рековте дека во јавниот сектор се поголем број од представките, односно да јаат од јавниот сектор, па во кои области и по кој основ најчесто? Работните односи се во јавниот сектор, каде што да кажеме најголемиот број на представки доаѓаат како представки врз основа на политичко уверување. Би рекол тоа е резултат на оној добро познат за нашиот контекст реваншизам, се менува, да кажеме, раководно лице на институцијата, се менуваат раководителите во административниот дел на институцијата, и тука по политичко уверување или по перцепција на политичко уверување, затоа што не ни пишува на сите начело кое не е политичкото уверување, одредени луѓе или им се оттежнува буквално животот на работа, дали како што претходно спомнав, ќе бидат вознемирувани со префрлање на различни работни места, дали нема да им биде дозволено да бидат унапредени, дали можеби ќе бидат уназадени, ќе бидат вратени на пониско работно место, ќе им се даваат работни задачи кои што не се нивни работни задачи, ќе бидат префрлувани на работни места кои што не одговараат на нивното образование. Тоа е најчестиот вид на дискриминација во јавниот сектор. Кога говориме за дискриминација во јавниот сектор, исто така треба да нагласам дека имаме и неколку случаи на дискриминација во образование, бидејќи тоа е јавен сектор. Дури имаме и пресуда од Европскиот суд за човекови права за сегрегација на деца роми во две основни училишта во Македонија, и ова е системски проблем, значи секаде каде што има ромска популација, не е само во тие две училишта, комисијата има неколку мислења за тоа. Дискриминација имаме утврдувано и во областа на домувањето, земено во поширока смисла, каде што е врзана со, да кажеме, место на живење, обично луѓето од поруралните средини, меѓутоа може да биде врзано со етничка припадност, повторно за граѓаните од ромска етничка припадност, каде што немаат пристап до вода, асфалтирани патишта, осветлување и слично. Многу често ќе видите во населените места каде што живеат роми дека урбанизацијата завршува каде што почна ромското мало. Овие се главниот дел, да кажам, од представките кои што се однесуваат каде што потенцијални дискриминатори се или државни органи или единици на локална самоуправа или правни лица кои што имаат јавни овластувања, меѓутоа најголемиот дел од сите овие се однесуваат на работни односи во јавниот сектор. Ја споменавте политичката припадност како дискриминација. Каде е тоа најизразено, во кои институции? Не би можел, мислам дека го немам податокот, сигурно би можел да го најдам податокот од годишните извештаи кои се институциите, ама повторно ќе кажам, не постои нешто кое што е некоја институција која што баш двои да кажем еве оваа институција. Погломазните, повеќе бројните министерства, да кажеме, таму имаме поголеми и почести објави, пријави за дискриминација, меѓутоа не може да се издвои едно министерство или една установа каде што тоа се случува, и дотолку повеќе ако ги видите податоците од годишниот извештај, речиси 70% од утврдените дискриминатори се државни органи на единици на локалната самоуправа, правни лица кои што вршат јавни овластувања, што е страшно поразителен податок. И имајќи предвид дека толку многу утврдени дискриминатори се државни органи, навистина не можел еден да издвојам. Од министерствата добиваме највеќе затоа што се најголеми работодавачи, меѓутоа има и единици на локалната самоуправа, има доста од училишта, има доста од јавни здравствени установи. Дали сметате дека институциите не се доволно свесни дека дискриминираат или едноставно немаат некои мерки, па продолжуваат да дискриминираат?
мислам дека не може да не се доволно свесни дека дискриминираат, дури да не ја препознаваат дискриминацијата како специфична форма на прекршување на права. Мислам дека наивно се верува дека некој кога прекршува одредено право не знае дека го прекршува, или ајде да кажам повеќето од институциите кога го прават тоа знаат дека го прават тоа. Проблемот е што нема одговорност. И сега не мислам тука само на одговорност согласно законот за спречување заштита дискриминација, тој вика дека комисијата носи мислење, носи препорака, ако не се постапи по препораката, покренува поднесува барање за поведување прекршачна постапка и дискриминаторот може прекршачно да одговара. Добар дел од луѓето не се мотивирани да покренат судска постапка, иако е бесплатна постапката, меѓутоа долго трае. И она што е кај нас најбитно, нема политичка одговорност за дискриминацијата. Значи, ако вие како менаџер на одредена институција дозволите или имате утврдено од страна на телото за еднаквост 20 случаи на дискриминација во тековната година и никој не земе политички да ве повика да одговарате за тоа, вие сте на безбедно и нема многу да ве потресе тоа што комисијата 20 пати ви утврдила дискриминација. Од друга страна, и локалниот, меѓутоа и глобалниот геополитички контекст кажува дека живееме во време кое што со голем интензитет удира по човековите права и по дискриминацијата како специфична повреда на човековите права. Имаме страшно неозадување на заштита на човековите права, по тука и дискриминацијата се помалку или да кажеме не толку како порано се наоѓа на политичката агенда. Значи, ако некогаш беше исклучително битно остварувањето на поглавието 23 како пристапно поглавје во Европската унија, кое што декларативно се уште не е стратешка одредница, беше многу битно да ги исполниме сите оние барања за еднаквоста и човековите права, сега веќе не се разговара толку за тоа. И имајќи го предвид сето ова, мислам дека институциите не секогаш чувствуваат не знам каква одговорност за да не дискриминираат. А во однос на работните односи во јавноста со години се отвара прашањето за здравствените работници ангажирани со договор на дело, кои работат иста работа како редовно вработените, но немаат исти права, односно немаат надомесна ноќна работа, работа на празници и слично. Дали до комисијата стигнувале вакви представки? Не сум запознаен дека сме имале ваква представка, не можам да се сетам во моментов. Оно што би можел да го кажам, не ни знаев дека немаат еднакви права. Дефинитивно е различен третман. Во вакви случаи битно е да се утврди дали државата има некаква објективна и оправдана цел за да различно ги третира докторите како вид на работници кои што не уживаат исти права за ноќна работа. Не секој различен третман и дискриминација, доколку државата даде некаква објективна оправданост и каже зошто го прави тоа така и позади тоа има оправданост, може да не биде дискриминација, меѓутоа вака на прва мене ми звучи на случај на дискриминација, затоа што не гледам зошто докторите не би земале надоместоци или не би ги уживале истите права како другите работници. Така, во извештајот наведуваат дека сте доставили иницијатива за измени на Законот за високо образование поради утврдена индиректна дискриминација во 2024 година кон здравствени работници во приватните здравствени установи. Што точно се утврди во овој случај? Ќе пробам да го симплифицирам случајот. Тоа беше една представка поднесена од низа здравствени работници од приватни здравствени установи кои што имаат добиено научно-стручно, научно-наставно звање, односно доктори кои што работат во приватни здравствени установи, а имаат добиено звање за вршат високо образовна и високо истражувачка дејност. Значи им се признава правото да бидат професори на факултет. Што вели законот во овој дел? Законот за високо образование признава право на двоен работен однос кај доктори кои што се вработени во јавните здравствени установи, значи во државните болници, а имаат остварено научно-наставно, научно-стручно наставно соработничко звање, им признава право на двоен работен однос да може да бидат и доктори во државните здравствени установи, нагласувам државните здравствени установи, и да предаваат на државниот медицински факултет. Законот објаснува дека вака се формира една целина, затоа што тука работат и тука предаваат.
докторите кои што се вработени во приватните здравствени установи не може да предаваат на државните универзитети, иако го имаат истото звање како нивните колеги кои што работат во државните болници. Практично нив им се невозможува да предаваат само затоа што се вработени во приватна установа. И е многу интересно затоа што кога пристигна оваа представка, ние го прашавме министерството каде е оправданоста зошто овие доктори кои што несомнено го стекнале научно, стручно, научно наставно соработничко звање, зошто не може да бидат ставени во еднаква положба со нивните колеги кои што единствената разлика што работат во државните институции. Немаше некаков конкретен одговор министерството, освен што каже дека не се ставени во споредлива ситуација затоа што едните работат во државни, а другите работат во приватни установи. Ние кажавме дека како комисија во тоа време дека овдека има дискриминација врз основа на лично својство, личното својство гледано низ призма каде имаат засновано работено. Имате доктори кои што може да предаваат, имаат звање да предаваат на факултети, едните има возможно ово право, на другите не има само затоа што работат во приватни здравствени установи. Препораката беше многу straightforward, очигледна, насочувачка, да се смени законот, да им се овозможи и на докторите кои што работат во приватните здравствени установи да може да предаваат на факултетите, државните факултети. Законот за високо образование беше отворен, не сум сигурен каква завршница има, меѓутоа се до завршувањето на мојот мандат крај на април чином, немавме добиено, комисијата немаше добиено никаков одговор од страна на министерството дали е постапено по барањето, затоа што тука министерството може само да иницира промени, а потоа нели собранието треба да ги усвои промени. Исто така собраниската надлежна комисија беше известена во однос на овој проблем и со образложение зошто комисијата како стручно тело смета дека треба тука да бидат изгласени измени на закон, меѓутоа како што кажав, до крајот на мојот мандат не беа изгласени такви измени. И во образованието често се слушаат тврдања дека вработувањата или продолжувањето на договорите им зависат од политичката припадност, па дали до комисијата стигнувале вакви представки? Не нужно за продолжување на договорите, не можам да се сетам на такви, меѓутоа за фонд на часови, добивање на фонд на часови врз основа на политичка припадност и така како имало, меѓутоа не ме чуди да има и ваков проблем, затоа што повторно ќе кажам, тоа е јавен сектор, општината одлучува за тие работи, не би ме чудало да има и во овој дел како и во останатиот јавен сектор некаков вид на политички реваншизам, меѓутоа од друга страна и фаворизирање на други кандидати. И фаворизирањето врз основа на некоја карактеристика, например политичка припадност, може да биде дискриминација, составен дел од дефиницијата за дискриминација, така што не можам да се сетам баш за продолжување или не продолжување на договор, ама не би ме чудало и целосно очекувам да има и такви случаи. Колку институциите ги усвојуваат препораките од комисијата? Какво е вашето искуство до сега? Да, тоа е интересно прашање. Недоволно очигледно. Недоволно. Затоа што едно е да говориме во индивидуални случаи каде што ние даваме препораки што треба да се направи за да се отстрани дискриминацијата во тој случај. Меѓутоа, многу е побитно да се отстранат системските дискриминации. Дискриминациите кои што ги прават државните институции или одредени произлегуваат одредени закони, а афектираат поголем број на луѓе. И тука ги гледаме најспорите придвижувања. Од друга страна, можеме да збориме за формално извршување на или исполнување на препораките, каде што нешто ќе преземе институцијата или кој да е утврдениот дискриминатор во насока на отстранување на дискриминацијата, меѓутоа да нема никаква суштинска, односно материјално отстранување на дискриминацијата, да нема никаква суштинска промена. И иако нешто е преземено во насока на исполнување на препораката, лицето и понатаму да остане дискриминирано. Пак ќе кажам, институциите од јавниот сектор имаат законска обврска согласно член 3 став 3 од Законот за спречување и заштита од дискриминација да го промовираат принципот на еднаквост. Не само што не го промовираат, туку 7 од 10 дискриминатори се државни институции. И тоа најдобро говори колку ги исполнуваат препораките. Што кога не постапуваат по препораките?
Законот кажува дека комисијата без разлика кој е нели утврден дискриминатор, доколку во определениот рок од мислењето, тоа е најчесто 30 дена до 6 месеци за некои покомплексни работи, може да се даде рок од 6 месеци ако треба да се направи јавна набавка за да се направи пристапност или нешто. Комисијата е свесна дека не може тоа да се случи во 30 дена заради законските рокови слични, дава подолг рок. Меѓутоа доколку во дадениот рок не постапи утврдениот дискриминатор, тогаш комисијата поднесува барање за поведување на прекршочна постапка. Прекршочната постапка натаму е во надлежен суд. Тоа се прекршочните, односно кривичните судови, каде што би кажал дека имаме делумна успешност, односно дел од судовите оценуваат само дали дискриминаторот постапил или не постапил по препораката, изрекуваат или не изрекуваат прекршочна санкција. Дел од судовите влегуваат материјално во одлучување на тоа дали во конкретниот случај имало дискриминација или не, што е страшно поткопување на независноста на комисијата и излегување од надлежноста на кривичните судови. Во дел од постапките имаме успешност, се изрекуваат прекршочни санкции, во дел не се изрекуваат. Така што тоа е нешто што комисијата може да го направи. Во одредени ситуации кога нема да се постапи, да не забораваме ова, а станува збор за особено тежок вид на дискриминација која што опфаќа поголем број на луѓе, дискриминација која што трае подолго време, комисијата има можност да се яви како тужител пред надлежен суд, значи да поведе судска постапка од јавен интерес за заштита од дискриминација. И ние до сега тоа еднаш го имаме направено, каде што адресираме системски проблем, мислење по кое што не е постапено, го дигаме на повисоко ниво и бараме од судот да утврди дискриминација, затоа што после непостапување по правосилна судска пресуда представува кривичен дел. Конкретно зашто? Овој пример е за жените земјоделките индивидуалните земјоделки кои што немаат се осигуренички, здравствени осигуренички плаќаат, значи здравствено осигурување, немаат пристап до платено породилно отсуство и боледување. И ова е баш еден интересен пример за тоа што комисијата тука утврди дискриминација, утврди интерсекцијска дискриминација и препорача да се измени Законот за здравствено осигурување со внесување на индивидуалните земјоделки како здравствени осигуренички кои што може да ги користат боледувањето, нели, и платеното породилно отсуство. И можеби овој случај најдобро отсликува како институциите даваат и приоритет на дискриминацијата, меѓутоа и како може да се заплеткаме во одредени лавиринти. Нашата препорака беше на Министерството за здравство, како надлежно Министерство за Законот за здравствено осигурување, да покрене законски измени каде што ќе го дополни законот и ќе ги внесе индивидуалните земјоделки како осигуренички кои што може да ги остварат овие надоместоци. Не постапи Министерството за здравство. Го информиравме парламентот, имаше јавна расправа по ова прашање. Мислам дека политичката партија Левица поднеси амандманите влегоа во расправа и се закочи целата работа. И сега вие имате министерство, односно преку министерството влада, извршна власт која што е свесна за проблемот. Имате собрание законодавна власт која што е свесна за проблемот и никој ништо не презема. Имајќи го предвид сето тоа, јас и како член на комисијата и како некој кој што 15 години работи на работнички права, бев страшно изфрустриран од целата ситуација, кога се појави можност да се работи на акција популарис тужба, односно на тужба од јавен интерес, заедно со Хелсиншкиот комитет за човекови права, поднесовме тужба во која што судот практично, се уште мислам дека не е правосилна, судот практично го утврди она што ние го утврдивме во мислењето, дека има дискриминација, дека мора да се измени законот така што ќе им се овозможи на индивидуалните земјоделки да остваруваат платено породилно отсуство и боледување. Не сум сигурен дали е правосилна пресудата, меѓутоа ќе биде интересно да се мониторира во период што следи како ќе се одвива се тоа, затоа што доколку добиваме правосилна судска пресуда, министерството ќе мора да постави по истата. Колку институциите се консултирале со комисијата за донесување законски решенија или измени со цел да бидат во согласно со Законот за спречување и заштита од дискриминација? Нема едноставен одговор на прашање, затоа што на колку веројатно не доволно, ама се консултираат. Ама како се консултираат и колку суштински се битни консултациите, сосема друго прашање. Јас
тоа нарекувам орнаментски консултации. Ние стоиме како комисијата, стои како орнамент во некој извештај дека била консултирана или дека била вклучена во процесот, меѓутоа гледате дека апсолутно не се земаат предвид во најголемиот број случаи сите оние стручни мислења, сите оние препораки, сите оние предлози кои што ги даваме во делот на превенција, заштита од дискриминација и промоција на принципот на еднаквост. Значи комисијата не излегува во ваквите консултации од својата рамка, од своите законски надлежности и најчесто, како што напоменавте, кога се консултира за изработка на закони и политики, сите предлози се во насока на согласување со Законот за спречување и заштита од дискриминација, со меѓународните договори, меѓународните конвенции и пактови кои што ги имаме склучено, а се однесуваат на спречување и заштита од дискриминација. Не мислам дека доволно често е консултирана комисијата, меѓутоа и кога е консултирана во најголемиот број на случаи, тоа е проформа чисто да се покаже некаква отвореност, некаква инклузивност, дека сите општествени актери се вклучени. Особено е тешко кога сте во процесот на консултации, давате некакво мислење кое што е целосно спротивно од политичката агенда која што треба одредена политика или закон да ја спроведе или да ја истера. Тогаш апсолутно нема да ја послушаат. Така, ја споминавте и етничката припадност како основа за дискриминација. Во кои ситуации најчесто се дискриминирани? Дали тоа е повторно во работните односи? Па и во работните односи, меѓутоа имаме кога се работи, да кажеме, за ромската популација, според мене единствената етничка група која што е системски дискриминирана во апсолутно сите општествени области, освен во работните односи имаме во пристап до добри услуги, имаме во пристап до здравствени услуги и слично. Во работни односи во јавниот сектор, меѓутоа ќе наидете и на случаи во образование, сегрегацијата во образование, дискриминација врз основа на етничка припадност, пристап до добри услуги имаме, да кажеме, проблем. Не знам колку години, јас пак ќе кажам дискриминација, работам 15 години има проблем со пристап до летни базени, да кажеме, на лицата од ромска етничка припадност. Го спомнав примерот со домување, немате асфалтирани улици, немате атмосферски канализации, немате питка вода, се она што во поширока смисла значи право на домување во добар дел од ромските населби. Ќе видите дека исто така и до пристап до некои социјални услуги, до пристап до доста здравствени услуги, до пристап до кафуле. Не можете, има неколку кафулиња кои што имаат низа мислење пред комисијата, прекршачни постапки, едноставно не пуштаат роми. И сега, која ромската популација, значи во прашање буквално хоризонтално низ сите сфери на општественото живење имате дискриминација, кога се останатите етнички заедници во прашање во работните односи и во домување, во одредени, да кажеме, имаше мислење за одредени рурални подрачја, села каде што етничката припадност е заштитна карактеристика во комбинација со местото на живење, исто така за домување. Како да се надминат овие проблеми, кој треба да реагира? Бидејќи ова се системски проблеми кои што се провлекуваат со години. Па, како што кажавте, системски проблеми се и треба системно да реагира. Една институција или две институции, затоа што и омбудсманот има надлежности во делот на дискриминација, да бидат капацитетно, финансиски, буџетски најпоткованите и најдобро опремените институции, далеку од тоа се нема да може да се справат, затоа што е сеприсутен феномен дискриминацијата. Системот треба да даде, државата треба да обезбеди координиран, сестран одговор, системски одговор на овие проблеми, а за да го направи тоа треба дискриминацијата, односно еднаквоста, да биде ставена на агенда. Европската унија во 2024 година донесе две директиви кои што се однесуваат на стандардите за телата за еднаквост, како што е Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, кои што кажуваат кои се минимум стандарди треба да бидат исполнети за да имаме независна, стручна, професионална комисија. И тоа е на ниво на цела ЕУ и на сите кандидатски држави. Идејата е да имаме по унифицирани тела за еднаквост секаде. Овие директиви, исполнувањето на овие директиви ќе бидат, тоест веќе се дел од исполнувањето на поглавието 23 кое што ги опфаќа судството и фундаменталните права. Ако вие не работите на нешто кое што ви е битно
како дел од европската агенда, еве и да не го земаме како дискриминација персе, туку да го ставиме по таа европска агенда и гледаме дека тука има кочници да се исполнат работите, многу потешко е само на ниво на дискриминација да кажете како некој општествен феномен кој што еве имаше период каде што доста се збореше, доста се работеше на тоа, меѓутоа сега го што кажав, имаме еден беклеш на сите човекови права и заинтересираноста па ја надоли. Многу е тешко во таква ситуација да обезбедите да ги опремите прво телата кои што се најтесно надлежни да постапуваат по тие прашања, а потоа да изградите еден систем кој што координирано ќе одговори прво на превенцијата од дискриминација, што за мене е далеку поважно од заштитата, па потоа и на заштитата. Значи не може тоа да го направат само комисијата или само народниот правобранител, туку треба државата да се го постави на приоритетно ниво и да каже: окей, ние сега на ниво на секое министерство, на ниво на секоја единица на локална самоуправа, една од трите приоритети ќе ни биде промоција на еднаквост и превенција од дискриминација. Ги споменавме ромите, дали лицата со попречености, ЛГБТ лицата, корисници на дроги и слично се уште најнезаштитени? Верувам дека се. Она што е интересно е дека особено за ЛГБТ лицата, корисниците на дроги, имаме страшен андеррепортинг, значи не се пријавуваат случаи на дискриминација. Тоа секако не се должи дека нема дискриминација врз овие лица, туку зголемената ранливост од дискриминација и веројатно безбројните пати каде што биле дискриминирани или се нашле пред некоја кочница од системот ги обесхрабрува да пријават дискриминација. Во комисијата ние имавме едно несрекно мислење кое што не знам, мене ми е единственото мислење што ме мачи во мојот мандат додека бев таму. Многу несрекно мислење каде што не утврдивме дискриминација врз лице корисник на дрога кој што чином бараше заштита од дискриминација во пристап до приватно здравствено осигурање на некоја осигурителна компанија. Образложението тука беше страшно и стоеше дека компанијата има право да ги исклучи овие лица заради заштита на профитот. Парафразирам, ама тоа беше пораката и се вие замислете дека сте корисник на други, кој што буквално на секој чекор сте дискриминирани, сте слушнали дека има експертско тело за еднаквост, поднесете представка и добивате такво мислење. Кој следен корисник ќе поднесе представка? Кај ЛГБТ лицата интересно е дека имавме представки, најчесто се однесува на вознемирувачки говор, говор на омрза на социјалните мрежи. Тоа е една сизифовска работа затоа што колку и да работите од аспект на комисија или тело за еднаквост на отстранување на тој вознемирувачки говор, ќе се движите во круг, секогаш ќе го има на социјалните мрежи, тоа бара кривично правна заштита. И веројатно со тек на време и овие лица, имајќи го предвид и целиот овој шифт или промена на дискурсот за човекови права, се обесхрабрија да поднесуваат представки. Значи, нив немаме. Ромите за заштита од дискриминација врз основа на етничка припадност има представки, меѓутоа повторно ова се здруженија на граѓани кои што поднесуваат, две поголеми здруженија на граѓани кои што адресираат системски проблеми. Да, ги има доста и работи комисијата на тоа, меѓутоа повторно има обесхрабреност од самите лица. Знаете, друго е кога ќе дојдат граѓани да пријават, а друго е здруженијата во смисла на доверба кон институциите. Лицата со попреченост исто имаме страшен андеррепортинг. Се уште зборуваме за базична пристапност. Значи, конвенцијата страшно не е транспонирана во Македонија. Ние зборуваме за базична пристапност. Тоа значи дека секој лице со попреченост, физичка особено, сензорна да не зборам, кој што ќе излезе на улица, треба да дојде во комисијата. Немаме, комисијата за волјена вистината во овој дел постапуваше по службена должност, меѓутоа повторно најголемиот дел на представки се или од постапки или по службена должност или од страна на здруженија на граѓани. Самите лица во многу мал број пријавуваат. Како да ги охрабриме еве за граѓаните што не се информирани како можат да пријават дискриминација? Како може да пријават, може да ги дам начините, како да ги охрабриме, веројатно не треба нешто граѓаните да направат за да се охрабрат, туку треба да направат институциите. Институциите треба да бидат многу повеќе на терен. Треба непристрасно, ефикасно да вршат својата работа. Кажав и претходно, мислам дека секогаш кога го зборувам сам на себе сум си досаден, за сето тоа требаат пари, требаат човечки капацитети. Многу е незгодно во нашиот контекст да се збори за човечки капацитети во државна институција, затоа што имаме апсолутна превработеност на администрацијата, меѓутоа ако ќе видите колку нема балансираност помеѓу вработените во институциите, ја тоа го искусив од прва рака,
ќе видите дека е нормално одреден дел од институциите да потврдуваат што на ниво на квалитет, што на ниво на рокови, што и на ниво на квалитет и на рокови. Значи тоа е првата работа која што треба да се направи за да се охрабрат граѓаните да поднесуваат представки околу начините. Навистина имате многу начини на поднесување на представки и сето тоа е направено за да има што поголема пристапност. Може да се поднесе на мејл на комисијата, може да се поднесе на електронска форма на комисијата, буквално може да дојдете во комисијата и усно да кажете што ви се случило, можете да пишете писмено, буквално како што би објасниле на пријател што ви се случило, комисијата ќе постапи. Дури додека бев и јас во комисијата, верувам дека таа практика е продолжена за лица кои што имаат отежнат пристап до комисијата, лица со сензорна, со физичка попреченост кои што не може да дојдат до центар затоа што сме централен орган и не сме во другите градови, дури и службени лица од комисијата оделен на терен да можат овие лица да поднесат представка. Така што има повеќе начини за поднесување представки, постапката е бесплатна, се уште е релативно брза, за нешто повеќе од 2 месеци од законски предвидениот рок ќе добиете мислење и мислам дека немате што да изгубите кога поднесувате представка пред комисијата, напротив можете само да добиете. Ви благодарам на гостувањето. Фала ви на вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме во наредна епизода.